Почнуваме со топ тема. Митлата синоќа заигра во СДСМ, разрешен е целиот извршен одбор, сите подпредседатели на партијата, како и председателката на форумот на жени Цветанка Ласкова. Се очекува да бидат сменети и најмалку тројца министри. Кирацовски, Манчевски, Зекири, Ременски, Шилегов, Бочварски не се веќе во врвот на партијата. Заев смета дека нема потреба тој да си поднесе оставка. Од друга страна, драматична ситуација во Грција, каде Ципрас по загубата на изборите за Европскиот парламент најави избори на крајот на јуни. Денеска падна и владата на австрискиот премиер Себастијан Курц, изгласана му е недоверба. Европарламентот навистина ќе биде шарен. Народните партии слабеат, зелените и либералите се во подем, десните партии најдобар резултат имаат во Франција и Италија, каде Ле Пен го победи Макрон со мала разлика, а италијанскиот министер за внатрешни работи и евроскептик Матео Салвини имаше најдобар резултат во својата земја. Во Унгарија и понатаму десниот популист Орбан има предност. Ете, како што стојат работите, очигледно за сега ниту една партија нема мнозинство за да направи нешто во парламентот, ќе мора да коалицира. Резултатите што ги прочитав од прилика се за да имаат гледачите слика на она што се случуваше синоќа. Ќе разговарам за ова како што веќе најавив со моите гости Малинка Ристевска и поранешните амбасадори Ѓорги Филипов и Нано Ружин. Ќе почнам од вас. Дали беше ова очекувано и особено во меѓународната јавност велат дека ова се добри резултати за Европскиот парламент, дека не победија евроскептиците и народните партии, туку како што веќе кажав, подем направија либералите и зелените? Ова не беше очекуван резултат. Значи, едно од големите изненадувања е, односно од големите стравови, не се оствари, а големиот страв беше дека евроскептиците ќе дојдат во ситуација да надвладеат, да ја доминираат дебатата во Европскиот парламент или да бидат во ситуација да условуваат формирање на Европската комисија. Тоа не се случи. Напротив, во таква ситуација дојдоа либералите и зелените и одамна во Европскиот парламент немало ситуација една партија да биде во состојба самата да има мнозинство. Мнозинството го формира народните партии заедно со социјал-демократите, но сега ни двете заедно не се во состојба да го формираат мнозинството, така што ќе им биде потребна трета, најмалку трета партија. Интересни се комбинаториките, господине Филипов, во однос на тоа кој и како ќе го формира сега мнозинството во Европарламентот. Меѓутоа, речиси сите прогнози се дека несомнено би можеле тоа да бидат зелените и либералите кои навистина направија помак на овие избори. Да, го делам вашето мислење, сметам дека овој пат тие први 4 пласирани, значи христијан-демократите, социјал-демократите, либералите и зелените, кои што покажаа подем во многу од државите, ќе направат една заедничка коалиција. Веројатно, сите 4, не 3 од нив, можат и 3, меѓутоа сите 4, бидејќи ако се анализира, ако одиме понатаму со емисијата, ќе видиме благо префрлање на некои гласови од социјал-демократите кај зелените и од христијан-демократите кај либералите, што значи дека остануваат приближно некаква слична матрица политичка каква што била претходно, меѓутоа со малку поизменета структура, што малку повеќе либерализам внатре, повеќе разноликост во мислењата како тоа треба Европа натаму да се развива. Она што го кажа и госпоѓа Ристевска беше дека да, малце е неочекувано, затоа што особено изминативе месеци и се случуваше, имаше впечаток дека евроскептиците може да направат нешто, дека народните партии во одредени држави добија гласност. Некои локални избори во одредени европски земји покажуваа известни добри резултати токму за овие, меѓутоа освен во Италија, каде што Салвини ја има таа предност, Орбан каде исто така во Унгарија остана на своето место, само Ле Пен направи еден помак во Франција во однос на резултатот, а сето друго беше ова што досега го дискутиравме во полза на зелените либералите особено. Значи неколку заклучоци од овие избори. Прво, тоа беше од 96-та на големиот одзив на бирачи. Некаде над 52-3%, што е изворено многу за Европа.
што значи дека Европа ќе биде тема и во медиумите, бидејќи обично се маргинализираше европското прашање. Второ, во однос на успехот на популистите или екстремната десница, се забележуваат неколку работи, особено за кампањата, а тоа е дека за разлика од британските брекситовци, овој пат популистичките партии не излегоа за излегување од Европската Унија, нити го критикуваа еврото. Трето, многу интересно прашање што целокупната кампања беше фокусирана врз внатрешни теми. Значи, никој не го спомна прашањето на проширувањето Западен Балкан и така натаму. Четврто, точно е констатацијата што ја рече Малинка, до сега две партии одлучуваа за мнозинството во Европскиот парламент, кои што од денеска веќе почнува големата игра. Малите, сите големи почна да се групираат. Познато дека во Европа, за да направите политичка група, потребни се најмалку 25 пратеници од најмалку 7 различни држави. Кој ќе биде третиот? Ја мислам дека третиот ќе бидат либералите, АЛДЕ, бидејќи тука е и Макрон. Макрон практично е заедно со либералите, а како можна опција, исто така се понудија и зелените, кои што истакнаа, ние сме за широка и солидна коалиција. Така што едно прашање е многу битно. Сите се за останување во Европската Унија. Сега имате едно големо прашање. Што ќе прават екстремистите меѓу себе? Дали тие ќе се обединат? Например, за Орбан се знае дека не ја поднесува Лепен, ниту пак полската десница не ја поднесува Лепен, заради блискоста со Путин. Тие го почитуваат Салвини, но мислам дека Орбан пак ќе го вратат во народните партии, бидејќи има многу гласови, а пак прашањето за Велика Британија и незините 50 пратеници ќе се постави на дневен ред после 31 октомври. На тој начин од 751 може да се намали на 701 пратеник. Резултатите од еврогласањето се рефлектираат и на внатрешната политика во европските земји, меѓутоа најголем удар доби Ципрас, кој што веќе најави дека во јуни ќе распише избори заради она што му се случи вчера на изборите, и тоа може да влијае на можеби и днината со нас. Верувате ли дека тој ќе има време до јуни, 30 јуни, кога ги најави изборите чином крајот на јуни, да се врати назад, односно да добие некаква превласт, вака како што стојат работите? Не знам колку всушност еврогласањето ќе се разликува и може да се разликува од гласањето внатре во државата за влада. Само да кажем, извинете, дека Курц, например, имаше добри резултати, па од друга страна за гласањето за Европарламентот, а денеска му паднуваат. Јас ќе кажам дека не е изненадување она што се случи во Грција, значи она се што мораше да го преземе Ципрас на внатрешен план, го чинеше многу и апсолутно овој тек на настаните не беше неочекуван. Значи, јунскиот самит е некаде 21 јуни, потоа би биле изборите во Грција, нема ни голема разлика од претходно најавените, така што таму не гледам никакви изненадувања во однос на Австрија. Таму се случи, таму влијаеше еден голем скандал и очигледно дека многу брзо се одвиваа работите, но на што во меѓувреме ќе го има, ќе биде една експертска влада до следните избори покрај, како што рековте, добрите резултати на Курц, меѓутоа неговата коалиција со крајно десничарската партија очигледно беше на стаклени нозе најмногу заради последниот скандал. Сега како ова може да влијае на нас, тоа сега ќе биде една од темите што ќе разгледуваме по сериозно. Најмногу ќе влијае она што се случува во Франција, потоа можеби Грција и другите држави.
господин Филипов, со оглед на тоа што еве во Грција нема да има вршител премиер, Јуни еве го кае. Од друга страна, ако еве на пример таму па неонацистичката Златна Зора изгуби околу 40% од електоратот и од третата политичка сила падна на петото место со 4,8% од гласовите, на трето место е Движењето за промени со 7,1% од гласовите. Меѓутоа факт е дека Мицотакис навистина направи помак што го толкува дека резултат и на она што го подпиша нели главата на Ципрас за договорот со Македонија и од претходно целата економска криза беше во неговиот мандат. Јас прво за Курц би прокоментирал. Значи онај скандал што се случи, што уште не е ни расчетен, како се случило, кој ги поставил камерите, што се случило вистински, дали било намерно, се чекал момент и така натаму. Меѓутоа, пошто партијата на Штрахе, кој што веднаш даде оставка после објавувањето на снимките, важеше за една, да наречам, пуританска партија каде што све е чисто, каде што се залакат за фамилија, за брак, за семејство и наеднаш таков скандал избил таква партија, значи некои структури на австриското општество не можеа тоа да го поднесат, иако тој реагираше веднаш со оставка, што не се случува секаде, така. Се извини и на народ, и на фамилија и така натаму. Меѓутоа, интересно е, значи, дека народот не го казнува Курц со тоа. Курц што даде оставка, друга работа е владата, меѓутоа, каде имаат уште поддршка во него. Меѓутоа, како треба се направи вистинска влада, тоа е веќе друго прашање. Прашањето за нас е тука, окей, што и да се случи во Австрија, таа дава поддршка на нашите евроинтеграции. Значи, таа е една од земјите која што дава поддршка на евроинтеграциите. Истото го мислам и за Грција, видејќи изјаснувањето за тоа дали Западен Балкан како ќе напредува и дали две земји или една само од Западен Балкан ќе добие датум за преговори, ќе се случи пред овие избори што ќе бидат во Грција. Значи, Ципрас ќе биде на тој совет, Европски совет, кај што ќе се гласа, ако навистина дојде до такво гласање, можно е да дојде и добро е што овие европски избори се случија пред да се одлучи како ќе се развива натаму Западен Балкан. Сметам дека постои сепак некоја шанса, не зборувам сега за натрешната ситуација во Грција, како ќе се развива, иако и таму не е баш едноставно. Едно се резултатите за европски избори, друго се резултатите за внатре. Факт е дека имаше и доста поместувања, Ципрас мораше да преземе некои длабоки резови, например, некој имал од државна администрација 7-8 милијади евра плата и најнаш треба да спадне на 2-3 илјади плата. Такви резови се неверојатни. Некои од тие луѓе има разбирање дека тие 8 милијади не се заработени, меѓутоа голем дел немаат разбирање. И поголем дел се должи тоа на тој натрешен дел, натрешни потези што ги повлече Ципрас. Друго е еден мал дел на прашањето за името, кај што тој се согласи во името да остане Македонија и така натаму, да се признае јазик, да се признае националност. Мислам дека тука помалку влијание имало на овој слаб резултат негов, отколку што е влијанието на внатрешните реформи. Оно што велите вие, сепак 30 јуни е по самитот на кој што еве и ние би имале шанса да се разговара за нас и за нашата иднина. Меѓутоа, целата констелација, госпоѓа Ристовска, најнапред ја спомена Франција во сета таа работа, помалце влијание во секој случај има Грција таму, одошто што е една Франција, кога станува збор за проширувањето на Западен Балкан. Меѓутоа, секако, ние, например, бомбастична беше синоќа веста кога видовме дека Ципрас има таков резултат и дека на ЕУ избори. Сепак зборувам дека за нашата јавност секако дека тоа е побомбастична вест, иако сериозно ќе видиме иднината ќе зависи од други играчи. Значи, сметам прво дека воопшто не може да се споредат изборите за европратеници со изборите за домашни пратеници. Тоа се две различни теми, сосема различни кампањи, сосема поинакво покривање на целните групи и така натаму и така натаму. Едино што може да се замери, што може би предоцна, еве вие и самите прочитавте, кажаа дека ќе поевтинат производите во
маркетите во Грција, го смали нели ПДВ-то и така натаму. Всушност таа акција беше некако задосната, се случи пред само една недела. Второ, мислам дека постои шанси да се врати Ципрас победнички, па и дури тука блиску да биде со Неа демократија. Но секако за тоа ќе видиме што ќе се случува. Факт е дека потпишувањето на Преспанскиот договор на извесен начин слабееше, го ја ослабе позицијата, но чудно е што екстремните партии во Грција не покажаа голем резултат, така што тоа се тие европски резултати. Во однос на Франција. Во Франција се случи нешто многу интересно. Прво, Макрон сите го обвинуваат дека ја уништи и левицата и десницата во полза на неговата политичка партија и на неговата личност. Зашто? Затоа што во целата кампања тој ги подели пријателите на Европа, нарекувајќи ги прогресисти во кои што спаѓа тој, и другите националисти или популисти во кои што спаѓаше Лепен. Практично другите партии се изгубија, така што една моќна социјалистичка партија доби 6,13, деголистичката која бранеше Петата република исто тука некаде 6-7% и така натаму, и сите го обвинија неговото некоректно однесување, особено кога се сликаше до Натали Луазо. Тоа е ова што ни кажа дека Македонија нема да добие покана пред 1-2 месеци, бидејќи во Франција е исклучиво голем гаф да председател, кој што веќе не припаѓа на политичка партија, да се наметнува на избори и да се рекламира. Меѓутоа факт е дека тој не изгуби многу. Практично тој ништо не изгуби. Напротив, таа доби многу гласови. Анализите покажуваат. Значи, Лепен ги повтори само резултатите од 2014. Таа не доби ништо. Но блокот кој што ќе гласа за Макрон, кој што се луѓе анти-лепеновци, всушност доби многу. И веќе Макрон е сигурен дека прво следната година ќе ги добие локалните избори, една година подоцна регионалните избори и конечно самиот тој. Значи направи нешто. Сега како тоа ќе се... Да, ќе морам да ве прекинам затоа што кога сме веќе кај Франција и ја споменавме нејзината улога исто така на јунскиот самит. Очекувањата се сепак дека неговата партија, да речеме коалиција, ќе влезе во Европарламентот. Меѓутоа, сметате ли дека нешто ќе се смени во расположението со оглед на некој нов состав или не? Таа веќе одлука е донесена. За да... Значи, прво, таа тема, како што веќе спомнавме, не беше воопшто на овие избори на преден план. На извесен начин дури и ја избегнуваат, затоа што се свесни дека не е атрактивна кај гласачите, а може да биде разбрана погрешно. И оттаму нема една платформа на која што ќе кажете ова е тоа што е сосема чисто за проширување и она другата страна која што не е. И пак од држава до држава е различна сликата. Значи, кај Народната партија, кај ЕПП, имаме став дека нема проширување до 24-та, официјално, тоа е ставот. Социјалистите во принцип се про проширувањето како група. Кај французите не се сака да се воопшто да стане збор за проширувањето пак до 2025 година. Имате интересна ситуација, да речеме, ако анализирате дека за Македонија, например, Полска е многу за да почне преговори, јако е на еден спектар крајно десен. Така што не можеме ние да ги ставиме во една графа, овде сините се за пропроширување, црвените се не е оди баш така работава, туку мора версус националните позиции да се гледа и националните интереси. Сега конкретно кај Франција, пак стоят, да кажеме, одлуката многу зависи од Макрон во јуни. Бидејќи тој е
да кажеме, во целото формирање на мислењето, особено околу Македонија и подготовката на одлуката за преговори, тоа е клучната пречка. Во оваа ситуација би требало да има малку по-олабавен став, бидејќи тоа е по-сигурен. Но сепак прашање е како ќе се постави и дали ќе има позначено остапување, дали другите ќе може да го убедат во цела оваа ситуација дека да, за Македонија нема него да го чини ништо политички, доколку даде зелено светло за преговори сега. Филипов? Ја само би повторил, односно би го кажал по-јасно ставот дека Европскиот парламент и европската надворешна политика секогаш не одат заедно. Европскиот парламент е многу повеќе за внатрешните работи што ќе се случуваат, а за европската политика па и за проширувањето одлучува Европскиот совет, значи советот на премиерите што живе. Така што гледате, ваму може ќе бидат групирани според гласања, дали какви даноци, како ќе се третира струјата од енергии, вакви обновливи, неповторливи, така натаму. Меѓутоа, проширувањето ќе зависи најчесто дури и од личниот став на премиерите, канцеларите кои што ќе бидат таму. И не би ги поврзувал директно, како што кажа господјата, имаме ние крајно десни влади кои што се за проширување, имате Австрија, Унгарија, исто ја поддржува Македонија, Полска, Италија и така натаму, а од друга страна тие внатре ако се поделат во Европски парламент сосема друга политика заговараат. Така што за мене е многу поважно како личност Макрон како ќе се залага, како ќе... Мислите ли дека Ружен нешто ќе се смени како личност затоа што... Зашто има едно искуство он сега со овие избори и со она што се случува и со жолтителици и така натаму, некакво искуство е стекнато во овој период, можеби ќе свати дека Европа треба да биде цела на време, па колку и да не се подготвени тие, тоа остана уште неколку држави од Западен Балкан кои што треба да бидат дел од таа Европа и со кој што, јас би рекол, неправедно се манипулира, можеби зашто нивната големина и влијание нема ниту да и наштедат, кога влегуваше или Бугарија. Не може да наштедат на Европска унија и слушат само за едни такви... Меѓутоа се работи за принцип, не се работи за... Па не се работи секојаш ни за принцип. Не се работи секојаш на принцип. Ние знаеме дека одредени држави беа примени неподготвени, ама од други интереси. Се работи на крај. Ја мислам дека Макрон ќе свати дека темата проширување не му наштети. И тоа е многу битно. Тој се наштети самиот на себе, бидејќи се представуваше како мал Наполеон и французите почнаа да протестираат. Благодарение само на неговата активност во последните 2-3 месеци, кога почна да оди по малите места и кога ја афирмираше таа негова теза за националисти и прогресисти, некако народот, французите почна да размислуваат. Но ова беше шлаканица, бидејќи сепак загубија од партија која што се бори за исклучиво христијанска Европа, која што се бори за бела Европа, која што се бори против миграцијата и која што пак од друга страна е суверенистичка, односно што поголем суверенитет на членките на Европската унија. Така што во многу се ќе зависи сепак од диалогот со неговиот германски колега. Мислам дека независно од тоа што Меркел влегува ослабена, сепак се надеваме, јас сум сепак еден умерен оптимист, дека ќе добиеме покана за членство, но прво треба да бидат фазите завршени, да се конституираат групите, да се конституира парламентот, па да се конституира комисијата од сите членки, па председател на тие кои што ќе биде се... Да, тоа покажува дека она што ние ќе го добиеме во јуни е веќе на некој начин известно и претходно подготвено, нема сега извештајот треба да во однос на извештајот. Извештајот него прават оние што утре ќе дојдат во парламентот да седнат туку тие што до вчера седело во парламентот. Но администрацијата е иста. Да. Администрацијата е иста. Кога споминавте, ќе видиме како ќе се договори Макрон со неговиот германски колега, јас го имам колегата Борис Георгиевски од Deutsche Welle кој што известува за состојбата во Германија, меѓутоа
генерално и за проевропските партии кои ја задржаа доминантната позиција во Европскиот парламент и покрај силната поддршка која добија популистите и десните радикали во повеќе европски земји. Но партијата од центарот, како што веќе рековме, веќе не се во состојба самостојно да владеат. Во неколку европски земји членки најголемо освежување се сепак зелените партии кои добија поддршката на младите гласачи. Нова тема разговарам со Борис Георгиевски од македонската редакција на Дојче Веле. Па Борис, како се толкуваат вчерашните резултати во Германија и што носат овие нови трендови на европската сцена? Добро вечер, Жане. Првиот заклучок кој се излекува по изборите за Европскиот парламент е дека доаѓа крајот на доминацијата на центристичките партии во Европа или барем во најголем дел од континентот. Етаблираните мејнстрим партии, десно и лево од центарот, остануваат најголеми во парламентот, но времињата кога можеа да владеат самостојно се минато. Конзервативците и натаму се најмоќна политичка фракција, но за стабилност ќе им биде потребен коалициски партнер. Тоа однемајка да синоќа го признае водечкиот кандидат на европските конзервативци на изборите, германецот Манфред Вебер. Од сега натаму, они кои сакаат силна Европска унија ќе мора да ги обединат силите, порача Вебер кој натаму важи за главен кандидат за иден претседател на Европската комисија. Социјалдемократите со исклучок на Шпанија продолжуваат да тонат, а нивниот слободен пат најдобро се гледа во Германија. На сцена стапуваат десните радикали, либералните пробизнис групации и екологистите. Во 3 европски држави, Франција, Италија и Велика Британија, популистите се етаблираа во водечки партии. Италијанскиот популист и министар за внатрешни работи Матео Салвини веќе прогласи раѓање на нова Европа. Во сличен тон, и зелените се радуваат на одличните изборни резултати. Во неколку земји се искува терминот «зелен бран», кој го отсликува новиот тренд, особено меѓу младите гласачи на поддршка на еколошки свесните партии. Сликата на претеничките групи во Европскиот парламент е таква што не остава многу простор за двоумење, оти следната голема задача ќе биде спасување на проектот ЕУ, како што рече и актуелниот претседател на Европскиот совет Доналд Туск. Прв чекор во таа насока ќе биде формирање на така наречен санитетски кордон, со кој ќе се исклучат крајно десните и популистичките партии од процесот на донесување одлуки. Она што може да се извлече како позитивен исход од изборите е секако големата излезност од над 50%. Толкувањата во германскиот печат се дека тоа е резултат на свеста, но и на стравот на граѓаните од подемот на десните радикали и популистите. Жане? Борис, што е со Германија? Се чини дека таму трендот на пат на довербата во партиите од центарот е уште подраматично изразен. Дали повторно се доведува можеби во прашање и иднината на владата на канцеларката Ангела Меркел? Изборите за Европскиот парламент, но и локалните кои се одржаа во неколку германски покрајини се уште една потврда на трендот на драматичен пат на довербата на граѓаните во партиите од центарот. Двете најголеми германски партии, конзервативците на канцеларката Меркел и социјалдемократите кои ја сочинуваат и коалицијата на централно ниво, незапирливо одат надолу. Првичните постизборни анализи покажуваат дека овие партии не само што ја губат довербата во своите традиционални упоришта, туку и дека прават драматично погрешни проценки во привлекувањето на младите гласачи. Па така, партијата на Меркел, ЦДУ, кампањата им ја посвети воглавно на безбедносни прашања, сигурноста на границите и решавањето на проблемот на мигрантите. Тоа и донесе 28% од гласовите, најлош резултат во партиската историја. Социјалдемократите пак лутаат тема до тема, обидувајќи се да ги задоволат сите вкусови, за на крајот повторно да останат со куси ракави, освојувајќи за нив бедни 15%. Профитираа зелените кои препознаа дека, особено кај младите генерации, клучна тема е животната средина. Со речиси 22% освоени гласови, историски највисок резултат, зелените сега се профилираа како втора најсилна партија во Германија. Некои германски медиуми веќе денеска побрзаа да напишат дека новиот Zeitgeist е зелен. Како и да е, факт е дека младите се на страната на зелените, а тоа што го бараат е заштита на климата и на животната околина. И конечно, по едно кусо затишје, повторно се отвара прашањето за иднината на коалициската влада во Берлин, а со тоа и на Ангела Меркел на нејзино чело. Се прогнозираат немирни времиња. Причината за тоа воглавно се социјалдемократите. Најстарата европска партија веќе речиси една деценија мака мачи да го пронајде својот вистински курс и да допре до гласачите кои по секои избори ја напуштаат во поголем број. Сега веќе прашањето не е дали социјалдемократите ќе најдат начин да се обноват, туку дали ќе преживеат. Се работи за нивната екзистенција, а клучната дилема е дали партијата може да го преживее останувањето во коалицијата со Меркел.
Доколку одговорот на тоа прашање на крајот биде негативен, очекувањата се дека СПД ќе ја напушти владата, а во таква ситуација неизбежни ќе бидат предвремени парламентарни избори во Германија. Со нив ќе дојде крајот и на владењето на Меркел, која веќе најави дека актуелниот ќе биде последен мандат на чело на владата. Студио? Благодарам, тоа беше Борис Георгиевски од македонската редакција на Дојче Веле, кој ни даде еден поисцрпен извештај за состојбата во Германија и она што ќе се рефлектира и на внатрешната состојба по овие избори во Европарламентот. Меѓутоа, многу прашања отвори овој извештај. Јас знам дека и вие, Филипов, сте нистребли да одговорите, меѓутоа, се согласувате ли со овие тези за тоа како ќе се направат коалициите и силите во парламентот апропо ова во Германија и дека Манфред Вебер го фаворизираат дека би бил најверојатно нов претседател на Европската комисија по направило така наречен шпицен кандидат, вие подобро ќе го кажете од мене, односно парламентарна група која ќе освои најмногу гласови ќе обезбеди мнозинство гласови, меѓутоа има и други луѓе како што се Тимерманс на пример и слични. Па Макрон ми се чини првото што го спори е токму шпицен кандидат, така што сите опции се отворени. По изборите помали се шансите на Вебер отколку до сега, но ќе го видиме. Тоа тука се големи мислам дека до последен момент нема да се знае. Така што малку поразиграно е сега, што една трета партија влегува во... А може и четврта. Може и четврта влегува, плюс помна преска на не случајно дека во таа третата е Макрон. Ке има тука трговија околу сето тоа, така што ние, мислам, на ниеден шпицен кандидат не му е гарантирано баш ништо. Сакав да напоменам малку во однос на динамиката. Значи, кога споредуваме ние, ако веќе сме кај прашањето на, или пак се враќаме на внатрешните политики во државите членки, на проширувањето. Значи, ние споруваме одлуката во однос на проширувањето треба да ја донесат државите членки, а тие немале избори, значи тие се истите влади, но имаат влијание овие избори секако, најмногу преку нивната перцепција колку тоа влијае на нивните идни избори, национални. Значи, да расчистиме дека тие одлучуваат во тој состав, но она што беше уште лани проблем, кога ги задолжија да даде одлука да донесат за преговори оваа година, односно датум, проблем беше на легитимитетот, бидејќи е расчекорот меѓу владите, новиот Европски парламент и новата Европска комисија. Новата Европска комисија ќе дојде есеноска, парламентот веројатно вообичаено држи конститутивна седница во јули, значи во меѓувреме ќе одат сите формирање на групите уште се неизвестни. Така што овој самит доаѓа тука негде помеѓу и е многу битно како овие главни играчи, како што е Германија, ќе си опстои на своето, затоа што се споменуваше варијанта дека еве кајнив баш не може да се стигне процедурата, па да се одложи за септември и така натаму. Франција, значи овие клучни играчи колку ќе опстојат на динамиката, да кажеме и на одлуката. Филипов, ова ги опфати секако и внатрешните работи во Германија. Она што беше известно е дека Меркел нема да има добар резултата, како да се збогува од политиката, уште која најави дека е ова последен мандат, меѓутоа сепак сите резултати се интересни, особено поданоти на зелените, затоа што ги освоија гласачите на младите. Конзервативците паднаа на тестот кај младите. Да, затоа што е тоа на некој начин најлесно. Да бидете за зелените, значи да не се изјасните на ништо. Малку се шегувам. Да бидете зелените, значи да се изјасните за еднина, за обновливи извори на енергија. Меѓутоа избегнувате да се изјасните за внатрешните остри прашања и затоа е најлесно се гласа за зелените. Нити сте црн, нити сте црвен, ама вие сте... Се знае дека се црвени, они се навели. Добро, ама ги прават 51% излезноста. Да, огромен дел од младите до 30 години овој пат во Германија дадоа поддршка на зелените. Зошто? Зелените не се против политиката на Меркел за прифат на избеглиците, значи, меѓутоа се против одредени политики што ги презема во врска со НАТО, наоружување и така натаму. Социјалистите имаат слаб резултат веќе неколку години после Шредер, никако да разберат дека имаат
лидерска криза. После Шредер не се појави вистински лидер. Додека јас бев од 2005 до 2010 се сменија 4 председатели на СПД. Знаете кој е тоа? На секоја година нов председател на една партија. И ден денеска е така, отприлike се менуваат многу брзо, никој не сака да земе, да се зафати, да се направи вистинска реформа. Имаат една лидерска криза и малку криза во ориентацијата. Од една страна се свесни за државноста и за некои тешки потези што мора да се повлечат, од друга страна сака да биде лагодно така. Ние сме за мир, за правда, за и така натаму. Значи тие губат, затоа па добиваат зелените што е добро. Значи не одат гласовите, концептите се сега веќе во прашање. Не одат гласовите на, да речеме, во алтернатива за Германија. Делот од она што го губи ЦДСУ, ЦДУ и ЦДСУ, значи тие се една партија, иако ова ЦСУ е само истата партија во Баварија, тие им ги одземаат гласовите АФД. Значи крајните овие десничари. Меѓутоа, што е добро, ниту тие не доживеа некаков огромен подем како што очекуваат. Значи многу малку напредна. Меѓутоа, еве што мислите за позицијата на Германија, како што кажа и господја Ристовска, битни се навистина со Франција, а ние имаме, го чекаме самитот кој е измеѓу. Колку и да имаме шпицен кандидат, како вие што го спомнавте, Манфред Вебер, тоа не значи дека тој шпицен кандидат можеби да се кандидира утре да биде председател на парламентот, да го изберат. Меѓутоа, кој ќе биде навистина председател на Европска комисија, сепак на крајот ќе остане, може да ми простат, тоа ќе остане договор меѓу 3-4 големи овие играчи, тоа ќе остане договор меѓу Германија, Франција, би рекол и Полска, зашто секогаш, иако ние ја испуштаме Полска, меѓутоа Полска е на некој начин најизразит представник на оние, да ги наречам, нека ми простат, нови држави кои што влегува во Европска унија, а сепак е најголема и со најголемо влијание. Да, Ружин спомена и други кандидати, дури и бугарскиот кандидат. Да, има. Дека има шанси? Да, сега е тоа токму. И јас верувам во тоа што го зборува тој, дека ќе биде некој посреден, дали ќе биде тоа белгијанецот, дали ќе биде бугарката, кои се мотивите, да речеме, на помалите земји? Сигурно се големи сега да се докажат во Европската унија, меѓутоа за феноменот на зелените би сакал да кажам. Првата изјава на Жадол се вика, на председателот на зелените во Франција беше: ние сме првата левичарска партија во Франција во овој миг, бидејќи двојно добија повеќе од социјалистите на Оланд на времето. Така што тие се наметнуваат. Сега маливе држави. Прво, од овие посткомунистички, огромна беше победата на Орбан. Очекуваа, меѓутоа не толку, иако самиот не бил задоволен што една друга нова партија доби 10%. Тој сакал апсолутно да. Тој сакаше апсолутно да добие, исто како неговиот гостин таму што е. Но што се случува? Зошто Манфред Вебер можеби ќе има тешкоти да биде избран? Французите се против, бидејќи велат тој нема искуство, а пак самиот Орбан знае дека токму Вебер го исфрли од членството во народните партии. Така што многу елементи ќе играат тука улога. На крај, кога се тепат големите, можеби како минатиот пат, некој малечок од Луксембург, од, не знам, Данска, Холандија, Што беше од Луксембург? Имаше Юнкер баш не беше малечко, како личност. Така што, знаете што, рековте немало лидерство. Меѓутоа нема лидерство и во Европа. Например, ако зборувате со денешни европјани, тие кои ќе се сетат на времињата на Делор, кои ќе се сетат на некои големи лидери, викат каде се сега тие луѓе. И затоа мислам, сега да видиме како ќе се реагира од страна на Макрон во однос на проширување. Тоа прашање многу ме фасцинира, затоа што има и про и контра. Среќен сум што малку доби опомена, но не сум среќен што победи Лепен. Од друга страна, тој најави ренесанса на Европа и најави дека најнапред ќе треба Европа да се реформира, а потоа ќе размислуваме
на проширувањето. Проширувањето значи и датум да се даде на Македонија. Меѓутоа, реакциите се дека тешко дека тој ќе го оствари тој проект, бидејќи има многу држави што се противат во прв план Германија. И тука е нашата шанса. Значи, мала држава која што честно го одработила сето тоа што се барало и можеме да очекуваме поволни. Единствено не знаеме дали тоа ќе биде многу брзо или ќе биде до септември месец. Пауза за реклами и продолжуваме, задржете си ја мислата веднаш по рекламите. Во вториот дел од оваа топ тема која главно се однесува на резултатите од изборите за Европарламентот, сепак на домашен терен, позитивни се очекувањата за позитивен извештај за Македонија. Речиси сите во владата тоа така го најавуваат и веќе стана нивни пиар, можам да речам, во сите овие околности на внатрешни превирања. Меѓутоа, колку е реално тоа? И зачудува фактот од еден критички аспект, еве ние новинарите кога пишуваме за судството и за тоа поглавје, секогаш имаме забелешки и нашите впечатоци се дека нема никаков помак во однос на некои известни реформи или ако ги има во законите, ги нема етаблирано онаму каде што треба. Колку тој оптимизам на вистина вреди или само заради решавањето на проблемот со името, еве ќе добиеме некаква награда и подчукнување порано? Вообичаено се вика за извештаите или е чашата полуполна или е чашата полупразна. Во овој случај ние секако имаме полуполна и малце повеќе чаша. Значи, една е причината е дека јас велам некогаш да не се мрднала оваа година, изминатава, ништо на нула да сме, само да сме немале назадување, само заради прашањето на името ние требаше да добиеме позитивен извештај. Прашањето на името беше такво, од таков калибар, што еве да споредиме со слични одлуки за нема такво разрешување на слично прашање кое што уште заглавено во преговори. Да, мислам или назад ако се вратиме, Словачка доби преговори затоа што ја сменила тогашната власт со да не зборуваме каков беше извештај. Хрватска имаше спор со Словенија кој што беше веќе од друг еден. Да, меѓутоа Горешија со силна поддршка. Ама и со силна поддршка, мислам, дајте да не споредуваме се. Значи јас немам никакви дилеми за тоа дека овогодишниот извештај ќе биде позитивен и треба да биде позитивен. Првиот фактор е секако решавањето на прашањето со името. Вториот фактор е сепак има напредок во Македонија. Значи ние не можеме да зборуваме дека ова е исто како што било и таа теза се е исто. Обично ставаат во пакет со Албанија, да речеме, и така цело време. Значи далеко од исто, слободата на говорот прво сепак има многу позитивни поместувања. Има и големи проблеми, ама тоа ќе го зборуваме дома, не во овој контекст, туку кога ќе расправаме структурирано проблем по проблем. Сега ние ако фатиме да зборуваме и судство и ваму таму на ваква емисија, не, за овие проблеми треба да се зборува сосема структурирано, аргументирано во внатрешната дебата. Ако се споредуваме регионално, мислам дека оваа година нема дилеми, дека ние апсолутно треба да бидеме во кој дел се очекува позитивното, а некаде нешто критично, дали во делот на администрацијата? Секаде ќе има и позитивно, секаде ќе има ова е секогаш има така. Ова е статусот, но ова не е сосема реализирано или реализирано е само формално. Например, донесена е стратегијата за судството, почната е незината примена, меѓутоа во практиката се уште има проблеми со ова. Администрација, донесена е стратегијата, но во практиката има проблеми со реализацијата, со неефикасност, со ова, со промени на закони, дури се брзаше заради извештајот. Понекогаш и премногу се брза заради извештајот или заради ЕУ. Подобро е. Меѓутоа на тој начин се покажа консензус меѓу власта и опозицијата, што верувам дека било битно за. Тоа е друга работа и е тема сама по себе. Всушност, консенсусот е еден и диалогот сам што се одвиваше, што не беше воопшто лесно да се одвива диалог со партија која што знаете со која историја доаѓа од пред само една година и вие да обезбедите 80 гласа. Значи тука не можеше се да оди така едноставно во политиката, дури мислам за некои работи дека се направија навистина позитивни помаци. Велам секако дека има огромен простор за критика за нашите внатрешни работи, многу работи треба да се одвиваат на поинаков начин, но тоа не е сега тема. Сега тема е
преговорите и тука би требало сите да застанат и да лобираат и партиите кај своите братски и сестрински партии и така натаму за тоа. Филипов, во однос на прашањето на позитивниот извештај кој... Јас исто не се двоумам за извештајот, меѓутоа да ги поделиме работите. Извештајот и друг па знаел да биде позитивен, па да не добиеме препорака. Значи, те се два чекори. Позитивен извештај сигурно треба да добиеме, зашто има, колешка ги наброја безбори, ги класифицира моментите кај што навистина заслужуваме и заслужуваме да не одвојат од другите соседи на Западен Балкан. Меѓутоа, што ќе се случува на тој Европски совет, на Совет на Европа, кај што се премиери и канцелари, уште еднаш, може би трети пат го употребувам овој израз, таму е веќе малку постои прашање како ќе се изјасни, например, Франција. Тој договор конечен како ќе биде меѓу Франција и Германија. На тоа и најмногу се фокусиравме вечерва. Тука е тоа прашање, може би Нано знае како Макрон ќе се изјасни за тоа. Меѓутоа, ако споредиме со Меркел веќе се изјасни за милион евра. Ама не постои Грција, затоа до сега ве инаку дека сме го заслужиле позитивниот извештај. Да, точно тоа сакам да кажам. Ако се споредуваме со регионот, Албанија реков веќе дека бевме едно време и сме во пакет на разгледување заеднички. Можеби па тоа е добро за нас, па ќе не споредуваат со некој можеби што е послаб во резултатите, не знам. Сметате ли дека ќе се истакне во извештајот позитивното, меѓутоа ова дилема што има Филипов, тоа не значи добивање на датум за преговори? Значи, мислам беше 19 април 2018 година, Македонија, тогаш се викаше Формер се уште, и Република Албанија добија препорака дека во 2019 година ќе отпочнат преговорите со Европската Унија. После тоа се јавија европските избори, па кампањи, па оние изјави на Макрон и така натаму и така натаму. Сега имаме една нова слика. Зад нив се европските избори. Овие две држави исто така се мошне внимателно наблюдувани. Има две, може и три опции. Првата опција е дека двете држави во двојка ќе одат, значи во пар ќе отпочнат со преговорите, со тоа што имаше одредени забелешки и тоа од страна на високи француски функционери со кои што имав тука можност да бидам на една вечера, кои што рекоа дека Албанија некако доцни во своите реформи. Тоа е еден фин израз кога работите не одат како што треба. И навистина во Албанија се случуваат многу напнати работи, внатрешни, така натаму. И дека Македонија многу полесно би добила, значи може би да биде и самата да добие, но подобро е двете држави да добијат, да одат во пакет. Втората е да се одложи извесно време, а третата не верувам, бидејќи она воопшто да не се добие, односно некој да не блокира со оглед дека на времето ние кога ги добиевме позитивните извештаи, секогаш ќе се јавеше грчката дипломатија која не било. Сега тоа е надминато. Да го искористиме и моментов додека е Ципрас на власт. За крај едно внатрешно прашање, што се случуваше синоќа исто така овдека во Македонија. Ристовска, дали верувате во суштински промени во владењето на оваа влада? Со така наречената метла која започна од врвот на партијата, најавена е промена на министри. Дали смената на луѓето значи и смена на владењето, односно на работењето, ќе кажам јас повеќе на оваа влада, затоа што и вие сами рековте можеме внатрешно да критикуваме. Ова сега прашање не е за да го кажуваме на евроамбасадорите, туку овде внатре го зборуваме. Пошто не ми повеќе им кажуваат отколку некогаш ние сами колку што разбираме меѓу себе. Да, тоа е клучниот проблем, колку е капацитетот за внатрешни реформи на оваа влада. Очигледно е дека има и волја, има и еден демократски капацитет, но има слаб капацитет за реформи. Мислиш кадровски или... Не само кадровски, мислам и системски. Системски, да. Мислам и системски, затоа што веќе 2 години се поминати, мораше да се покаже повеќе капацитет да се смени нешто. Не, мислам, само со менувањето, ај сега метла сите, да, не, треба да се лоцира, да, тоа е повеќе популизам.
треба да се лоцира одговорноста каде е, точно да се знае зашто е, макар и да не биде објавена сосема гласно, точно да се знае зашто е, за да може потоа да се поправи тоа што треба да се поправи. Значи, да се диагностицира, да се види кој е одговорен и понатаму да може да се земат чекори. Инаку, се плашам дека во овој случај СДСМ ако оди само ајде да смениме, а при тоа не ги лоцира точно властите и да ги лоцира клучните проблеми кои што го прават владењето неефикасно, дека нема да може да оди напред. Ке одат јавана и субото, можеби и суровото покрај субото, ама така вистинскиот проблем нема да се реши. Судејќи по ова што го говорите, уште синоќа кога беа сменити подпредседателите, немаше објаснување кој зошто е сменет, ова што вели госпоѓа Ристовска. Ниту пак има најава, ако бидат промените министрите, да следи некаков извештај што всушност не сработиле. Јавноста знае каде се слабите точки, освен судството, туку има немањето на доволно капитални инвестиции, значи неколку суштински економски прашања, па дури и реформата во администрацијата која може би е само на хартија. Во основи на менеджмент што учат студенти од почеток има, ако ги прашате какви врсти на преструктурирање постојат, треба да ви кажат дека постојат системски, значи кадровски или финансиски. Три типа. Ајде ние на ниво на држава да ги крстиме системски, кадровски или економски. И сега треба да видиме на кое ниво се направени ова што сега го слушнавме, тоа е повеќе најавена кадровски, меѓутоа кадровски без систем. Системот е, сите ќе се именуваат, сите ќе бидат заменети или сите ќе имаат право да конкурираат. Добро, може тие што не се подпредседатели сега ќе станат министри. Па да, значи не знае, не е откриено каков начин ќе биде тоа. Меѓутоа остануваат уште другите два дела. Дали ќе се изгради нова структура која што вистински ќе биде ефективна, тоа го спомна Ристевска, и дали на економски план ќе почнеме да покажуваме резултати. Една работа е да кажеме дека стварно дојдени се странски инвестиции. Странските инвестиции се многу убава работа. Сама по себе што значи? Е исто големо прашање. Што придонела таа за развој на економски на Република Македонија? Знаете како гледа јавноста? Премиерот отиде да отвори пат во Србија, а патиштата во Македонија не ги изградил. Тоа бе прашано, значи таа врста на преструктурирање економска, инфраструктурна не се одвива. Еве 2 години ништо не се одвива тоа. Значи треба длабок рез изгледа на сите три пори да настанат некои промени, преструктурирање на размислувањето прво како треба да се раководи воопшто. И второ, како ќе бидат односите во парламентите, конечно имаме ли некаква заедничка цел освен досега повторуваната НАТО и ЕУ, а што е со патиштата, што е со економијата, што е со здравството? Зошто да не ни биде заедничка цел и таа, да имаме пофункционално здравство, да имаме поубави патишта? Нека на сите работи се одвива. Тоа се однесува на таа цела структура на целиот систем во Македонија што треба да се поразмисли. Сега се наоѓа во кадровски промени, меѓутоа ако ја познават и од внатре, факт е дека прашање дали ќе има системски промени и второ, луѓето дали ќе ги имаат капацитетите. Верувам дека Заев кога ја формирал владата, на прва ќе ти текнат најдобрите луѓе кои да ги поставиш и веројатно мислел дека се најдобрите. Ако тие не ја завршиле работата, прашање некои други дали ќе ја завршат. Прво, и дали е и тој виновен што не е завршена работата? Прво, мислам дека секоја слободна и современа партија пристапува кон промени. И тоа не треба да се сваќа фаталистички. Тие што сега ќе бидат сменети во еден следен период, можеби ќе бидат исто така полезни или ќе се најдат тука, значи тие не се отфрлени луѓе како на времето што беше во комунизмот, ти става точка и готово. Добро, и сега има некои партии така. Втора така, добро, има од СДСМ многу кои што се така отфрлени непотребно. Втора работа, мислам дека кога дојде Социјалдемократскиот сојуз на власт, некако во таа еуфорија разни елементи влијаеа врз самиот председател на партијата да направи еден кадровски избор кој што можеби не беше најсреќен, туку ете така еуфоријата, влијанијата и така натаму. Сега тој веќе
повеќе од 2 години, 2,5 години на власт. Сосема е нормално. Во сите држави се прави реконструкција на власта на 2 години пред новите избори, затоа што доше до некои сознања, од X причини, од непотизам до неспособност, од тешко вклопување во тимот, до разни елементи. Мислам дека ова е добар потек што се прави, секако не е она амблок се да се менува, бидејќи тоа е многу некако левичарски, да ситва да нашим дадете отказ, но има една друга димензија што можеби се размислува да не дојде и до сраснување меѓу партијата и власта. Еден од најтешките симбиози во едно општество. И сега да видиме каков ќе биде изборот. Мислам дека Заев е доволно искусен веќе за да ги одбере најдобрите. Нормално ништо нема да се случи и ништо нема да се промени доколку тие луѓе паралелно не настапат со своји програми кои што ќе бидат во рамките на целата реформа. Прво имаат програма, не треба да им ги дели задачите. Добро, тогаш треба. Токму таа е разликата, нели? Програмите, слушај, има, например, знам еден од министрите случајно, кој што не ја разбира ни програмата, но човекот станал министр, не е битно, не го кажам кој. Лепди прашањето на ДУИ. Значи, ние сега зборуваме СДСМ има толку места колку што има во парламентот. Ако исто така е многу битно кој ќе биде политичкиот договор со ДУИ и дали ДУИ конечно ќе пристапи кон прашањето на одговорноста за сработеното на малку посериозен начин. Мислам дека ДУИ ќе го чини многу тоа на следните избори доколку не се позанимава малце со своите министри. Јас ви благодарам што бевте гости во оваа топ тема и што на еден многу аналитичен начин проговоривме за она што се случуваше со европските избори и што ќе се случува во Европскиот парламент. За жал тема малце говорена во Македонија со оглед на сите внатрешни проблеми што ги имаме. Ви благодарам за вниманието, станете со Телма.